Значи секоја држава има право на издавање на пасош по свое убедување и своја процедура. На пример, Малта дава пасош за пола милион евра. Малта дава пасош на тој начин. Никој во Европската унија на Малта не е рекол бе ти не смееш да даваш на тој начин. Тоа е суверено право на државата како ќе признава граѓанство. Америка, Доналд Трамп најави проект 5 милиона за америчко државјанство. Не, ама сакам да ти кажам дека за луѓе што мислат дека процедурата која што ја прави Бугарија треба да биде осудена од Европската унија. Не, тоа е нивно суверено право. Не е добро сосед. Ја тоа би го кажал, тоа што го прави Бугарија, ама користат прилика да бевме ние паметни, ние ќе влезевме во Европската унија пред Бугарија и ќе беше можеби обратен процесот. И сега немаше да молиме да ги признаат 15 пресуди на судот во Страсбург за човекови права, туку ќе мора да ги прифатат пресудите и да го регистрираат омо или ден пирин, затоа што ние ќе баравме од нив пред да влезат во Европска унија да го стварат тој услов и да признаат македонски. Ама тоа е кога во нашата држава има кусогледи политичари, луѓе кои што мислат од денес за утре, луѓе кои што водат политика купи ден продај од аспект на тоа што дали ќе победат на наредните избори. Дали ако донесат ваква или таква одлука, они утре ќе бидат пак на власт. Тоа им е единствената мисла. А зашто сакаат да бидат на власт? За да окрадат сопствениот народ. Тоа на нас ни се случува во континуитет 35 години. Кај нас немаше еден политичар кој што размислуваше подалеку од носот. Можеби Киро Глигоров бил единствен кој што навистина државнички се однесувал кон оваа држава. Во еден многу турбулентен период Киро Глигоров бил столб кој што успел да извади оваа држава од една федерација која што се распаѓала без исклан куршум.